Во Кадијана, муезин ги повикува верниците на молитва. Пет пати на ден, во џамиите ширум светот, овој повик се повторува. Кон Господ, кој ги створи и земјата и небесата, кон Мојсеовиот, Исусовиот, Богот Кришна и Богот на Мухамед. Господ е најголем. Господ е најголем. Никој не е достоен за негово поклонување освен тој, а Мухамед е неговиот гласник. Господ е најголем. Никој не е достоен за обожување освен него. Во последните 100 години, исламскиот Ахмедијат е една од најголемите растечки заедници во светот. Светски раширено движење, засновано на вера и покорност на Божјата волја. Заедница, толку едноставна, а толку високо организирана да ги помине сите предизвици, соочувајќи се со секојдневните промени во светот. Заедница која верува во потполн морал, во потполно спроведување на правдата, честноста во секоја сфера на човечките интереси. За повеќето, најголемиот дел од ахмедијската историја е представена во страв и погрешно сваќање. Како резултат на тоа, незините следбеници се изложени на екстремни прогонства и одземање на основните човекови права, иако Ахмедијатот повикува на учењето на Куранот и учењето на честниот пратеник на Исламот. Единствено Ахмадите се оние кои ги расветлија случувањата околу Исусовото раснување. Пред тоа да го докажат модерните студии. Тие го преведоа честниот Куран на повеќе од 50 јазици. Од служење на човештвото, па се до пренесување на пораката за мир. Континентите широм светот стана единствени под исто знаме. Но сето ова започна со животот на еден обичен човек и пораката која што тој ја прогласи. Неговото име е Гулам Ахмед. Islam Ahmadiyat, Islam Ahmadiyat, Islam Ahmadiyat, Islam Ahmadiyat. Препорот на верата. Islam Ahmadiyat, Islam Ahmadiyat, Islam Ahmadiyat, Islam Ahmadiyat. फिर चले आते हैं यारो. Општеството во кое човекот живееше беше на ниска позиција, но конечната религија на човештвото, избрана од Бога, Исламот, беше брзо проширена. Честниот пратеник на Исламот предскажа дека муслиманите ќе страдаат и ќе се соочат со се послабата нивна положба, бидејќи оној кој нема да успее да ги контролира своите желби, неизбежно е и целото општество да страда поради него. Моралот кај луѓето бргу и загрижувачки ќе опадне. Честниот пратеник во годините на неговата мисија спомна една работа, дека во тоа време вистинската вера нема да биде меѓу муслиманите. Исто така спомна дека учениците нема да бидат на вистинскиот пат. Нивните места на обожување, џамиите, ќе бидат добро посетени, но без никакви упатства. И верата, како што спомнал во неговите хадиси,
ќе се воздигне се до небесата, не можејќи да се види од површината на земјата. फिर चले आते हैं या Во тоа време, луѓето ќе се вратат во своите улеми, но ќе ги пронајдат како презрени мајмуни и свињи. Тие нема да бидат упатени, тие нема да бидат богобојазливи улеми. And swines. They will not be divines. They will not be God-fearing ulama. It indicates Тоа навестува дека карактерот на учениците во тоа време ќе се заснова на исмејување на другите. Тие нема да ја представуваат вистинската вера. Привидно ќе бидат ученици, но нивниот морал нема да се заснова на стандардите на чистиот ислам. Она што го гледате во џамиите на другите исламски заедници се џамии полни луѓе, кои не го разбираат учењето на честниот Куран, и тоа нема да влијае во нивните срца. Но сепак, кога дојде до оваа точка, Мухамед укажа на позитивната страна. А таа е, кога ќе ги погледнете овие знаци, тоа ќе биде време, кога реформаторот, Месијата, тој Махди, ќе биде воздигнат и кога ќе дојде за да го обнови и направи учењето на Куранот правилно и точно. Историјата покажува дека тогаш, кога во светот владее голем неред и зло, милозливиот Бог секогаш праќаше своји вратеници да го спасат човештвото од моралното самоуништување. На следбениците на исламот, напракос на нивното пропаѓање, им доаѓа време кога семокниот Бог ќе воздигне некого да им помогне на луѓето да го најдат вистинскиот пат, а тоа всушност ќе биде и препорот на исламот. Во времето кога постоело духовно пропаѓање кај било кој народ, Бог секогаш праќаше реформатори. Така што ова е Аллахово правило кое непрестајно се повторува во секое време. Спасот на човештвото зависи само од Божјата интервенција. Ако било кога имаше потреба од Месија за духовно водство, тогаш тоа е сега. The need for a prophet for spiritual guidance and uplift, it was now. يا من أحاط الخلق بالآلاء Не само исламот беше религијата која зборуваше самата за себе, туку и останатите поголеми религии зборуваа самите за себе. И тие исто така беа во очекување на ветениот реформатор, како што беше предскажано во нивните книги. Евреите очекуваа дека Месија ќе го обнови јудаизмот. Христијаните тврдеа дека второто Исусово доаѓање ќе ги доведе до небесно царство. Муслиманите веруваа дека Месија и имамот Махди ќе ги здружат силите, како би го довеле исламот до конечно препородување и победа над сите останати религии. Хиндусите очекуваа доаѓање на Бог во облик на Кришна. Будистите очекуваа реинкарнација на Буда. Меѓутоа, сите овие очекувања сами по себе го наметнуваат прашањето: како Бог може истовремено да испрати различни реформатори во исто време, ако секој од нив, истиот Господ, го нарекува на свој начин? Како Бог може да го повикува човештвото на идеологии кои се спротивставуваат една со друга? Сите религии, вклучувајќи го исламот и христијанството, тврдат дека Божиот пратеник ќе дојде, било да се работи за Месија, Махди или Кришна. Но логично зборувајќи, ако Бог ги испрати сите тие луѓе истовремено, тогаш тоа ќе предизвика голем конфликт. Дали тие ќе донесат исти закони, иста порака? Меѓутоа, доколку нивните пораки не се исти, тогаш тоа ќе доведе до нереди, што значи дека може да се донесе само една порака. Кога и да се спомне второто доаѓање на некој Божи гласник, спомнат во верска терминологија, тоа секогаш значи дека друг човек наместо него ќе се појави со неговиот дух. Во случајот на Исус Христос, кога рече Илаја ќе дојде, што е спомнато во Библијата, тој мислел на Јован Крстител, затоа што тој е оној кој што го исполни тоа пророштво, така што тоа е доаѓањето на оној кој е предскажан во друго лице, но со духот на истата личност. И тоа е оно во што луѓето најчесто грешат.
кога сакаат буквално остварување на предскажувањето, кое не се случило во минатото, нити ќе се случи во еднината. Тоа е она каде што најчесто луѓето грешат. Единствено одговор за ваквата ситуација е да се сложиме дека сите тие луѓе на кои се чекало да се појават во тоа време, биле всушност само една личност, личност со различни имиња и различни карактери, но исполнети во еден дух. Marhaba Darul Amane Qadian. Случувањата кои пред 100 години се случиле во Кадијана, малото село во Индија, го даде одговорот на ова сложено прашање и посведочи за изразувањето на Божјата милост кон човештвото. Тоа беше настан, чија што судбина беше да го промени текот на историјата. Тука се појави единствениот духовен водач, посебно одбран од Бог, да го води човештвото, како ветениот реформатор, како месија на новото време. Неговото име е Хазрети Мирза Гулам Ахмед. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Му беше објавено дека тој ќе биде Божиот јунак во наметката на разните пратеници, сочинувајќи ги во неговата личност сите карактеристики на однесувањето и духовната моќ на сите реформатори, чие доаѓање беше претходно ветено. Тој објави дека Бог го избра исламот како универзална и конечна манифестација на неговата целина. Со ова, со одобрување и Божја наредба, Мирза Гулам Ахмед тврдеше дека тој е оној реформатор на кого му е судено да биде издигнат во исламот. Тој нема да донесе ништо ново, но ќе биде во потполна служба на пратеникот Мухамед, последниот кој беше пратен и го донесе законот. Хазрети Мухамед, неговото учење е конечно, и тоа е значењето на зборовите. Khataman Nabiyyin. Тоа значи дека во иднина нема да дојде нов закон, затоа што, како ние утврдивме, неговото учење е совршено, така што ништо не може да се дораде на совршенството. Што значи пак дека тој е печат? Што значи пак дека неговото учење е совршено? Во иднина никој не може да дојде со нешто ново. Никој не може да дојде со нови тврдења. Хазрети Ахмед бил шампион во служба на исламот, донесувајќи вера и сила на сите муслимани, бранејќи го исламот од неговите непријатели. Уште од рано детство тој беше предан на потполно обожување на Бога, на медитацијата и на молитвите, и секогаш беше во служба на исламот. Тој многу го сакаше честниот пратеник и целото свое време го поминуваше бранејќи го исламот и бранејќи го светиот пророк, затоа што во тоа време имаше многу луѓе кои се обидуваа да кажат доста лоши работи за исламот и наметнаа лоша представа за него и честниот пратеник. Тој беше човек кој беше многу близу до семокниот. Го помина своето време во осаменост, каде сакаше да го проучи Куранот, хадисите и книгите кои ги напишаа разните ученици за честниот пратеник. Беше многу единствен, многу побожен, скромен, љубезен и многу грижлив. Таква беше неговата нарав. He was known to be very meek, very humble, very pious, very kind. Тој беше наречен шампион за исламот во тоа време. Тоа го сведочеа луѓето околу него. И беше признат од голем број на луѓе, вклучувајќи ги и оние луѓе кои не го прифаќаа и кои не веруваа во него, кога тврдеше дека тој е ветениот Месија. Тие луѓе кои го одбија беа истите оние луѓе кои претходно рекоа дека тој е шампион за исламот и дека тој е заштитник на исламот и дека тој е единствениот кој го подигнал гласот за одбрана на сите негативни обвинувања кои се изнесени од страна на следбениците на другите религии. Тој беше големиот духовен син на честниот пратеник, што беше и главната причина за обнова и ренесанса на исламот. Во основа, неговиот карактер беше соткаен од љубов према честниот Куран и неговиот учител, честниот пратеник.
Он се појави во 14 век по хиџрата, како што беше навестено со предскажувањата на честниот пратеник, кој што рече: тој ќе се појави на почетокот на 14 век. И тоа исто така има символично значење, затоа што е тој како одраз на светлоста на честниот пратеник. Иако речеме дека честниот пратеник е извор на светлоста, тогаш тој дојде како огледало, кој ќе го рефлектира ова светло. Полната светлина се покажа на почетокот на 14 век, така што тоа беше символична појава, баш така како што се појави на небото полна месечина во 14-та ноќ. Тоа е токму она што се случи. Тој дојде во 14 век, кога на муслиманите им требаа упатства, и тој го исполни предскажувањето, и дојде во време кога сите тие знаци се исполнија. Хазрети Ахмед го разјасни христијанското учење за Исусовото распетие. Бог му објави дека Исус не умре на крстот, туку дека го преживеал распетието, тоест дека ја надополнил својата мисија преку пренесување пораки на останатите изгубени племиња на куќата на Израел. По учењето на честниот Куран, ветениот Месија, основач на заедницата, ја направи оваа работа многу јасна, што всушност беше голема вест за луѓето. На многу луѓе им беше многу тешко да поверуваат, но кога им беа објаснети стиховите од Куранот, кои што им ги долови основачот на заедницата, прво што им стана јасно е тоа дека Исус Христос не умрел на крстот. Тој тоа го докажа со толку стихови од честниот Куран и го направи тоа многу јасно за секој, дека Исус без никакво сомневање беше ставен на крстот, како што историјата ни кажува дека тој бил распнат на крст. Стоел таму неколку часа или повеќе, но тој вистински не умрел на крстот. Скриптите јасно кажуваат дека тој не умрел на крстот. Јасно е напишано во Новиот Завет. Ако следите внимателно по Евангелието на Матеј, па и другите Евангелија, тој го преживеал распетието. Како следбеник на христијанството верував дека Бог го ставил својот син на крст. Но се запрашав, зошто таткото би го убил својот син, само за да искупи нечии туѓи гревови. Кога ги прочитав книгите на ветениот Месија, добив некое чувство на олеснување, затоа што дознав дека тој не умрел на крстот. Тој изнесе несоборливи докази, за да докаже дека Исус не умрел на крстот. Знаете, тој е симнат од крстот после само 3 часа поминати таму. Многу истражувања околу распетието покажуваат дека млад и силен човек, каков што бил Исус во тоа време, можел да преживее и неколку дена на крстот, зашто тој ден беше сабат, еврејски свет ден, и тој морал да биде симнат пред заоѓање на сонцето. Од медицинска гледна точка, тој не би можел да умре на крстот во рок од 3 до 4 часа, затоа што во тоа време евреите има обичај криминалците да ги држат на распнатиот крст и до неколку дена, најмалку од 24 до 48 часа, а како второ практикуваа нивните коски да ги скршат, затоа што на двајцата крадци кои биле распнати покрај Исус им биле скршени коските, но коските на Исус не биле скршени. Кога војник со копје му го пробол темето на Исус, оттаму крв и вода наеднаш му потекоа. Но кога дојдоа до Исус и видоа дека тој веќе е мртов, не му ги скршија нозете, туку еден од војниците со копје го прободе во темето и веднаш излезе крв и вода. Медицински е докажано дека ако лицето е мртво, неговата крв се згручува и не останува течна, па ако тој бил мртов, вода и крв не би протекле. Кога беше симнат, неговите нозе не биле скршени, како на оние двајца кои беа распнати со него. Потоа е однесен во пештера, каде го лекувал Никодим, кој бил лекар. Тој му ги обложил раните, кои му биле нанесени за време на распнувањето, исто како и раните на главата кои му се нанесени од трње. А и Никодим, човекот кој првпат му приде ноќ, дојде, носејќи ролна од смирна и алоe за околу 100 либари. Исус всушност беше Божи пратеник, кој умрел исто како и останатите пратеници. Гледаме дека Куранот укажува на фактот
дека Хазрети Иса всушност умрел како и сите останати луѓе. И овие стихови се многу јасни за личноста која ќе ги проучи. Постојат неколку стихови во кои Исус вели: и мирот е во мене, оној ден кога сум роден, и оној ден кога ќе умрам, и оној ден кога повторно ќе оживеам. Значи тој вели, кога јас ќе умрам. Исто така во чесниот Куран постои и друг стих кој представува еден вид на диалог помеѓу Бог и Исус, во кој Аллах го прашува за неговиот народ после него, а Исус му одговара: јас бев сведок над нив додека бев меѓу нив, но кога умрев, не знаев ништо за нив. Тој го користи изразот кој значи: кога ти ме усмрти, така што тој умрел токму како и секој друг пратеник пред него. И јас бев сведок над нив додека бев меѓу нив, но кога ти ме усмрти, само ти им беше наблюдувач. Ти си сведокот над сите работи. So he will die like any other prophet. Мирза Гулам Ахмед, нека е мирот со него, ја објави вистинитоста на своето доаѓање. Тој го надополни предскажувањето во врска со второто доаѓање на Иса. Тој исто така тврдеше дека во неговата личност се обистини второто Исусово доаѓање, објаснувајќи дека Исус е пратеник од Бог, кој умрел како и останатите пратеници. Објавено му е од Аллах дека Месијата, синот на Миријам, умре и дека тој дојде со неговите особини. Тој беше само еден обичен човек, кој од семохниот Бог е известен дека тој е ветениот Месија и имам Махди. И тогаш му било наредено да го објави тоа, дека тој е тоа лице за кое зборуваа предскажувањата на честниот пратеник, дури и предскажувањата од Новиот Завет. Of how the Prophet Muhammad talked about the prophecies, even of the prophecies in New Testament scripture as well mentions this. Ова за волја на вистината беа зачудувачки тврдења. И она што го направи уште потврст е тоа што неговиот осамен глас, издигнат од мало непознато село, беззначаен како што се чинеше на големиот надворешен свет, но на вистина тој тоа го постигна. Некои одговорија на Ахмедовиот повик со потполна вера и посветеност. Меѓутоа, како што следбениците на заедницата се зголемуваа, исто така се зголемуваше отпорот кон него. За неверниците, Ахмедовите тврдења беа навредливи. Неговото осудување на нивните обичаи и иновации ги правеше бесни. Кога пораката на Ахмедијатот почна да се шири надалеку, нормално е тоа да предизвика реакции. И луѓето, и владите ширум светот реагираа на тоа. Посебно кога зборуваме за Пакистан, и каде стотина луѓе мораа да ги дадат своите животи, само затоа што го прифатија и ја пренесуваа оваа важна порака. Was a very strong opposition, and hundreds of people, they actually had to lay down their lives just for the cause of this great message that they are presenting. Ако ја проучувате историјата на пратениците, како пример го наведувам тогаш, кога Исус во синагогата изјави дека тој е Месијат, дека тој е ветениот, реакцијата беше многу негативна и насилна, и заради таа изјава тој беше осуден од својот град. Исто така тоа се случи и со честниот пратеник. Тој во тоа време беше признат како шампион во исламот. Луѓето многу го почитуваа од сите краеви на исламскиот свет. Дури го почитуваа и христијаните, затоа што тој ги разјасни нивните тврдења. Кога тој го изнесе своето тврдење, реакциите беа засновани на бес, неверување, одбивање и дури предизвикаа насилство. Многу оџи на високи позиции во тоа време и нивните следбеници станаа бесни, нарекувајќи го лажго, еретик, отпадник од верата и други погрдни имиња кои ги најдоа. Ова беше доста сурова реакција. Kufar, whatever you want words to use, this is what the reaction was, and it was very severe. जिसने तोड़ा था सर क़िब्र
Причината за таа реакција беше нешто што беше во потполна спротивставеност со нивното размислување. Зошто ако луѓето верува во одредена идеја од генерација на генерација, и ако прито им кажано дека не се во право, затоа што очекувале некој друг вид на Месија и некој друг вид Мехди да дојде. Но кога одеднаш основачот на Ахмедиската заедница рече: Исус умре со природна смрт, додека тие веруваат дека тој живее на небото и дека ќе се симне на земјата, така што тие чекаат таков човек кој ќе дојде од небото на земјата. Заради оваа закана за традицијата на нивните прадедовци, многу дигнаа буна на непријателства каква ретко беше видена во историјата на човештвото. Првата реакција беше одбивање, и тоа е нормално затоа што знаеме од историјата дека секој пратеник имал исто искуство кога вистински пратеник ќе дојде на светот и ќе тврди дека е од Бог, и ќе тврди дека донесува некоја порака од Бог. Првата реакција е секогаш одбивање. Неколку луѓе го прифаќаат тој пратеник, но повеќето го одбиваат. И тука нема ништо изненадувачко, затоа што прогонствата за повеќето беа патишта за оние кои доаѓаат од Бога. Погледнете ги овие три религии. Постои ли еден пратеник кој не е прогонуван, на кој не му се спротивставувале? Честниот Куран сведочи за овој факт, дека секој пратеник кој доаѓа од Бога мора да се соочи со отпор и прогонство. А и историјата на сите пратеници ни е предочена. Иста работа се случувало на ветениот Месија, основачот на заедницата. Кога го изнесе своето тврдење, нешто силно и необично му се случи. Дека тие луѓе, кои пред тоа го обожуваа, тие кои му беа пријатели, оние кои го подражуваа, па и оние кои го гледаа како човек кој ќе им помогне во овие тешки времиња, токму тие му го свртеа гработ. Тоа всушност беше предскажување на честниот пратеник дека тогаш ќе се појави ветениот Месија, дека улемат од тоа време ќе биде неговиот најголем противник. Прогонувањата се составен дел на секоја вистинска заедница. Мислам, ако ја проучувате историјата на религиите, сите вистински Божји пратеници се прогонувани, следбениците се прогонувани до таа мера што нивните домови се уништени. To the point where their homes were destroyed. Неговите следбеници беа осудени на разни прогонства. To the point where their homes were destroyed. Неговите следбеници беа осудени на разни прогонства. Беа лишени од основните религиски слободи и основните човекови права. Во месецот на Рамазан, имамот во една од нашите џамии, кој и сам го прифати Ахмадијатот, после детално проучување, беше убеден во вистинитоста на Ахмадијатот, така што оджите дојдоа и се обидоа да извршат притисок врз него да го напушти. А тој рече: ако вашето тврдење има било каква логика по основ на Куранот и хадисата, изнесете ми ја и кажете ја. И ако успеете да ме убедите, јас секогаш ќе бидам спремен да го напуштам Ахмадијатот, затоа што и јас покрај се ја барам вистината, така што ја најдов овде и ја прифатив. И наспрема предскажувањата на честниот пратеник на Исламот, Месијата и Махди, дојде така што го прифатив. Ако по основ на Куранот и хадисата докажете дека ова е погрешно, јас секогаш ќе бидам спремен да отстапам од тоа. Но тие нема никакви докази. Не беа спремни да дискутираат на основ на Куранот и хадисата, тие ги имаа оджите и медресите на нивна страна, а дојдоа со мотки и палки, така што едноставно го удираа и убија на лице место. Дури во одредени земји беа донесени закони за да им ја укинат слободата и да ги изложат на сурови казни и прогонства заради практицирање и исповест на нивната вера. Practicing their faith.
Живеев во Пакистан некое време и ја видов и почувствував таа напнатост и не бев во можност да ја исповедам својата вера, како Ахмади муслиман. Не смеев дури ни да речам ассаламу алекум. Знаете, ова е дел од прогонството и тоа е погрешно. Не мислам дека било кој треба да биде прогонуван заради својата вера. It is part and parcel of the true claimant. Знак за вистинитоста на таа личност е тоа што и покрај овие одбивања и прогонувања и напракос на обидите на луѓето да го запрат ширењето на таа порака, секој вистински пратеник има помош од Господ и Бог лично ќе се погрижи неговата порака да се прошири во светот. God, and God himself makes sure that his message will be spread in the world. Сепак, овој силен отпор не успева да го запре напредокот на Ахмадијатот и дури денес расте побрзо од било кога пред тоа. Секој отпор, секој непријателство правеше заедницата да биде се поголема и да расте незиниот дух и побожност. Every opposition, every hostility left the community bigger in size and greater in spirit and spirituality. И покрај сите напори да се запре ширењето на пораката, гледаме дека заедницата и понатаму се шири. Неговата порака стигна до сите краишта на земјата, како што и сам предскажуваше спрема објавата која ја даде. Гледаме дека неговата порака се шири, како прогонствата се зголемуваат, така таа се шири. Колку поголеми се неговите прогонства, толку неговата порака се побрзо се ширеше. И гледаме дека помошта од Аллах доаѓа од неговите следбеници. Message spreads, and the more we find that the help of Allah is coming to his followers. Сите напори на непријателските фанатици, било тоа да се поединци, групи или влади, скроз пропаѓаа за да го изближат Ахмадијатот од лицето на земјата. Наспрема тоа, Бог стоеше над својот слуга, Хазрети Мирза Гулам Ахмед, и ги исполни сите негови ветувања. И како што беше предскажано, во далечната 1898 година, ја пренесе пораката до сите делови на земјата. Caused his message to reach the corners of the earth. Денес Ахмедијската заедница е распространета во преку 182 земји во светот и незиниот број се постепено се зголемува, со цел да го обедини светот со пораката: љубов секому, омрза никому. Тоа покажува дека пораката не може лесно да се шири. Тешкотиите и тешките времења од секогаш беа тука, не само за време на неговиот живот, туку и за време на халифатот. Секогаш имаше многу искушенија, отпор, многу слогани, многу резолуции. Се тоа се случуваше. Тешки времења сигурно постоеја и сега постојат и ќе постојат и во иднина, но тоа не значи дека пораката некогаш ќе се запре. Definitely was there and are there and they will be there, but that means that that doesn't mean that the message is going to be stopped ever. Во склад со упатствата на семокниот Бог, Мирза Гулам Ахмед воспостави Ахмедијска муслиманска заедница, да го обнови исламот и да воспостави Божјо единство во светот. Неговата мисија беше да го представи исламот во првобитната негова форма, така што ќе го врати истото учење за кое не подучуваше честниот пратеник Мухамед. Првата работа е дека тој не донесе ништо ново. Со тоа мислеше: јас не носам ништо ново. Неговата мисија едноставно беше да го оживее исламот со вистинската порака за него. Тој понуди јасна представа за исламската мудрост и филозофија, моралот и духовност, како наложува самиот чесен Куран и пракса на чесниот пратеник. И истиот ислам кој учи на толеранција и разбирање меѓу следбениците на различните религии. Тој формираше братство не преку крвопролевање и насилство, туку преку вистинска вера и потполна преданост на Божјата волја. Understanding among followers of various faiths. He would form brotherhood, not through bloodshed and coercion, but through devout faith and absolute submission to the will of God.
Ахмадија заедницата тврди дека е таа која го следи вистинското учење за исламот. Се разбира и сите останати заедници го тврдат тоа. И секоја заедница во исламот ќе рече: ние сме вистинските муслимани. Доста интересно е да се знае дека на чесниот пратеник му беше поставено важно прашање. Ако е предскажано дека евреите и христијаните ќе бидат поделени, дали и муслиманите ќе се поделат? When he made the prophecy that Jewish people, the Тој Christian одговори people, they дека were divided. муслиманите ќе се поделат во 73 заедници и 72 од нив ќе бидат погрешни, а само една ќе биде на вистинскиот пат. И спомна дека таа една заедница ќе ги одведе луѓето во рајот. Сите тие ќе одат во пеколот, освен една заедница. The one on the right path would be the people going to paradise. كلهم في النار إلا واحدة. Еден од асхабите му го постави ова прашање: Аллахов пратениче, како да ја препознаеме таа заедница помеѓу твоите следбеници која ќе влезе во рајот? Ако сакате да дознаете кои се членови на таа заедница и кои се тие луѓе, тогаш ќе ви дадам еден завет, а тоа е дека тие ќе го следат мојот пат и моите асхаби. Тоа значи дека тие ќе ги прават сите добри работи кои јас ги правев и кои ги правеа моите следбеници. The members of that organized community, and who are those people? Then I tell you one criterion, and that is that they would be following my path and the path of my followers. Ситуацијата, опкружувањето и состојбата во која ме гледате мене и моите следбеници денеска, тие ќе бидат во иста состојба, во исто опкружување и ќе се соочат со истите ситуации. Сега се присетуваме на тоа со какви ситуации морал да се соочи Мухамед. На придружниците на чесниот пратеник не им било дозволено да ги изговорат зборовите: нема Господ освен Аллах и Мухамед е неговиот пратеник. Ова е првиот столб на исламот, така што овие луѓе беа прогонувани поради тоа, мачени заради тоа, и цела историја ни покажува на каков начин се постапувало спрема нив. На муслиманите не им беше дозволено да тврдат дека се муслимани, нарекувани се со други имиња, како Саби, оној кој ја напушта верата на прародителите. Не им било дозволено своите џамии да ги нарекуваат џамии. Не им било дозволено да го учат езан. Нивните куќи биле палени и точно во исти, сосем слични околности и ситуации со кои денес е соочена Ахмадија, муслиманската заедница во светот. На Ахмади муслиманите не им било забрането да се нарекуваат муслимани. Ако еден Ахмади тврди дека е муслиман, тогаш го праќале во затвор. Не им е дозволено своите места кои ги обожуваат да ги нарекуваат џамии. И ако тоа го направат, тогаш биле казнувани. Не им е дозволено да ги изговараат молитвите. И на Ахмади муслиманите не им е дозволено да кажат аселаму алекум. Нивните куки се запалуваат. Нивните бизнеси се уништуваат. They are not allowed to name their worshipping place to a mosque. If anybody does that, then he is punished. They are not allowed to say kalima, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. And Ahmadi are not allowed to say Assalamu alaikum. Начинот на кој Мухамед и неговите придружници биле прогонувани, истата историја се повторува. Толку слично, што еден од водечките политичари во Пакистан во државниот суд во една прилика рече: сега ние на Ахмадија заедницата и го правиме истото што неверниците му го правеа на Мухамед и неговите следбеници. Така што тие сами ја изрекоа вистината, а таа вистина излезе на виделина. The truth. The cat is out of the bag, as they say. Сите 72 заедници едногласно одлучија дека Ахмади заедницата не се муслимани. Хазрети Мухамед рече дека сите 72 заедници ќе бидат на една страна, а само една ќе биде на другата страна. И таа една ќе биде онаа која ќе влезе во рајот. Will be paradise bound. Растот и непрекинатоста на Ахмади муслиманската заедница е благословена преку оживување на институциите на халифатот во исламот. Халифата е духовниот водач, духовен водач на светски раширената заедница и секоја негова наредба е следена
од страна на неговите следбеници. Од тука, Ахмад и муслиманите, од сите сфери на животот, остануваат единствени под водство на еден лидер. Институцијата на халифатот може да се опише како систем на духовно водство во исламот, што е една од важните работи што мора да се свати. После тестаментот, честниот пратеник даде предскажување дека системот на халифатот ќе биде воспоставен по неговата смрт и ќе трае 30 години после неговата смрт. И тоа е точно она што се случи. Потоа спомна дека ќе дојде време во секашноста, кога оваа институција повторно ќе се воспостави. И тоа најверојатно ќе биде после појавата на оној кој е ветен да дојде. Реформаторот на времето, ветениот Месија и имамот Махди, и после неговата смрт, по негово упатство, повторно ќе биде воспоставен системот на халифатот. Khilafat will be established. Не постоеше пратеништво кое не го следеше серија на успеси. Заради тоа Ахмадиската заедница стана една од поорганизираните, најобразованите, најдисциплинираните муслимански заедници. И запаметете дека само една група ќе биде онаа вистинската и добро организирана. И затоа сведочи стихот во Сун Ан-Нур, каде се мокниот Аллах рече дека најисправните луѓе ќе бидат почестени со халифатот. And by that he was referring, obviously, to that verse of the Holy Quran in Surah Nur, where Allah Almighty has mentioned that the righteous people will be blessed with the institution of Khilafat. Благословот на халифатот е нешто многу важно за продолжувањето на вистинскиот ислам во светот, затоа што ништо без поглаварот не може да се продолжи, не може да се преживее. И халифатот е глава на исламското тело, така што без него исламот не може да се преживее. Тоа е благослов. Ако го погледнете остатокот од исламскиот свет, тоа не можете да го побиете. Ние сме единствената заедница која е обединета позади еден духовен водач, кој е познат како Халифатул Масих. Ова е големо чудо и е чудо, затоа што сите тие луѓе ширум светот, кога халифот нешто ќе спомене или каже, тие слушаат со внимателност и му се покоруваат. Тоа нема да го најдете нигде во светот, во ниту една исламска заедница. Labbaik sayyidi, labbaik ya imamana. Како што гледаме со милоста Аллахова, Ахмадија заедницата е единствената од сите исламски заедници, која ја има оваа институција на халифатот, каде под водство на халифот целата заедница напредува. All the communities progressing. Божјата милост и благослов спрема оваа заедница се сведоци за напредокот и успехот на джематот во последните 100 години. Во зборот инсан, некои од коментаторите напишаа дека овој збор значи унсан, што во превод значи две љубови. Првата спрема Створителот и втората спрема неговите створенија. Религијата има два аспекта: љубов спрема Створителот и љубов спрема створенијата. So religion has got two aspects. Love for the Creator and the love for His creation. Ќе ви дадам пример. Се сеќавам еднаш во Даблин, Ирска. Нашиот слоган е љубов секому, омраза никому. Еден евреин ортодокс ми прииде и ме праша: дали вие навистина верувате во овој слоган? Јас му одговорив: да. Тогаш тој рече: јас сум евреин, а ти муслиман. Како тогаш можеш да ме сакаш? Тогаш јас му реков дека ние сме заедница која не мрази никој, што и е учење на Куранот. Заедницата поседува развиени школи, распространети во многу држави ширум светот.
од Сиера Леоне во Африка, па се до островите Фиджи на Јужниот Пацифик. Во сферата на хуманоста Ахмадија заедницата е водечка. Глобално, вториот знак на вистинитоста на заедницата е служењето на човештвото. Of the community being the true community is a service to humanity. Учењето на Исламот требаше да им служи на останатите луѓе во времињата на потреби, како што тоа нашата заедница од секогаш го прави. Со децении, заедницата отвораше многу болници и клиники, кои даваат бесплатна помош на оние на кои им е потребна. Изградивме болници, клиники, отворивме многу школи, коледжи во Африка и широм светот. Нешто допринесовме. Така што тоа е наша должност и таа треба да биде во нашата природа. Тоа не е нешто што треба да ни создава потешкотија. Во времињата на природните катастрофи, заедницата од секогаш брзо реагираше, за да испорача помош на жртвите од големиот земјотрес во Кирби, па се до големиот разорен земјотрес во Северен Пакистан. Во неодамнешни времиња на цунами, во Кашмир, каде и лично присуствував, Кашмир беше впечатлив единствен затоа што и во таа земја не прогонуваат. Ги прогонуваат Ахмади муслиманите, а ние сепак реагиравме таму со љубов, пожртвуваност и грижа, што е просто неверојатно. Добро е познат фактот што во време на најголемите катастрофи, Ахмади заедницата од секогаш била во првите редови да испорача помош. Што се однесува до Humanity First, причината поради која е основана оваа гранка е да се служи на човештвото. Затоа и се вика Humanity First. Оваа организација е навистина единствена, затоа што сите приходи кои се собираат се во цел на служење на други луѓе. Меѓу милионите Ахмади муслимани, една личност имаше големо влијание врз светските настани и е препознаена од интернационалната заедница за своите извонредни успеси кон служење на човештвото. Ние денес имаме можност да дискутираме со уважениот азијски дипломат Мухамед Зафрулах Хан од Пакистан, кој е председател на Обединетите нации. Господинот Мухамед Зафрулах Хан беше првиот министер за надворешни работи во Пакистан, како што беше и председател на Обединетите нации, председател на Меѓународниот суд во Хаг. Него го избра Кади Азмот, основачот на Пакистан, да ја представува муслиманската лига и муслиманите во трибуналот кои одлучиле за поделба на Пенџаб. Кади Азмот беше толку задоволен со тоа и покрај тоа што немаше сопствено биро, го замоли да ја води пакистанската делегација во Обединетите нации. Тој ја воспостави мапата на Пакистан на светската карта, како што налагаше извештајот од Калкута. Map of Pakistan on the world mapless. That was what the statesman of Calcutta said. Уште еден сличен Ахмади муслиман беше професор доктор Абдус Салам. Тој беше еден од водечките истражувачи во својата област и ја доби Нобеловата награда за физика во 1979 година. Го основаше еден од најпознатите светски центри на физичката теорија во Трст, Италија, кој именуван по неговото име. Двајцата, доктор Абдус Салам и господин Зафрулак Хан, беа предани, почитувани Ахмади муслимани и високо ценети ученици на исламот. Повеќето објави кои ги прими ветениот Месија се обистинија. Една од нив е: Јас ќе ја пренесам твојата порака до сите краишта на светот. Таа објава се однесува на оживување на исламот во светот од страна на ветениот Месија, како што доследно се исполни со напредокот на Ахмадијската заедница. Но во 1994 година, исполнувањето на оваа објава доби неочекувано забрзување со основањето на муслиманската телевизија Ахмадија.
गज़ाफ से। Ова е сопствена сателитска телевизија на Ахмадиската муслиманска заедница, чија што задача е да го прошири Божјото единство широм светот. Ние имаме интернационална муслиманска телевизија MTA, преку која се шири пораката во Кадијана. Муезин ги повикува верниците на молитва. Пет пати на ден, во џамиите ширум светот, овој повик се повторува. Кон Господ, кој ги створи и земјата и небесата. Кон Мојсеовиот, Исусовиот, Богот Кришна и Богот на Мухамед. Господ е најголем. Господ е најголем. Никој не е достоен за негово поклонување освен тој, а Мухамед е неговиот гласник. Господ е најголем. Никој не е достоен за обожување освен него. Во последните 100 години, исламскиот Ахмедијат е една од најголемите растечки заедници во светот. Светски раширено движење, засновано на вера и покорност на Божјата волја. Заедница, толку едноставна, а толку високо организирана да ги помине сите предизвици, соочувајќи се со секојдневните промени во светот. Заедница која верува во потполн морал, во потполно спроведување на правдата, честност во секоја сфера на човечките интереси. За повеќето, најголемиот дел од ахмедијската историја е представена во страв и погрешно сваќање. Како резултат на тоа, незините следбеници се изложени на екстремни прогонства и одземање на основните човекови права, иако Ахмедијатот повикува на учењето на Куранот и учењето на честниот пратеник на Исламот. Единствено Ахмадите се оние кои ги расветлија случувањата околу Исусовото раснување. Пред тоа да го докажат модерните студии. Тие го преведоа честниот Куран на повеќе од 50 јазици. Од служење на човештвото, па се до пренесување на пораката за мир. Континентите широм светот стана единствени под исто знаме. Но сето ова започна со животот на еден обичен човек и пораката која што тој ја прогласи. Неговото име е Гулам Ахмед. Islam Ahmadiyat, Islam Ahmadiyat, Islam Ahmadiyat, Islam Ahmadiyat. Препорот на верата. Islam Ahmadiyat, Islam Ahmadiyat, Islam Ahmadiyat, Islam Ahmadiyat. फिर चले आते हैं यारो. Општеството во кое човекот живееше беше на ниска позиција, но конечната религија на човештвото, избрана од Бога, Исламот, беше брзо проширена. Честниот пратеник на Исламот предскажа дека муслиманите ќе страдаат и ќе се соочат со се послабата нивна положба, бидејќи оној кој нема да успее да ги контролира своите желби, неизбежно е и целото општество да страда поради него. Моралот кај луѓето бргу и загрижувачки ќе опадне. Честниот пратеник во годините на неговата мисија спомна една работа.
дека во тоа време вистинската вера нема да биде меѓу муслиманите. Исто така спомна дека учениците нема да бидат на вистинскиот пат. Нивните места на обожување, џамиите, ќе бидат добро посетени, но без никакви упатства. И верата, како што спомнал во неговите хадиси, ќе се воздигне се до небесата, не можејќи да се види од површината на земјата. Во тоа време, луѓето ќе се вратат во своите улеми, но ќе ги пронајдат како презрени мајмуни и свињи. Тие нема да бидат упатени, тие нема да бидат богобојазливи улеми. And swines, they will not be divines, they will not be God-fearing ulama. It indicates Тоа навестува дека карактерот на учениците во тоа време ќе се заснова на исмејување на другите. Тие нема да ја представуваат вистинската вера. Привидно ќе бидат ученици, но нивниот морал нема да се заснова на стандардите на чистиот ислам. Она што го гледате во џамиите на другите исламски заедници се џамии полни луѓе, кои не го разбираат учењето на честниот Куран, и тоа нема да влијае во нивните срца. Но сепак, кога дојде до оваа точка, Мухамед укажа на позитивната страна. А таа е, кога ќе ги погледнете овие знаци, тоа ќе биде време, кога реформаторот, Месијата, тој Махди, ќе биде воздигнат и кога ќе дојде за да го обнови и направи учењето на Куранот правилно и точно. Историјата покажува дека тогаш, кога во светот владее голем неред и зло, милозливиот Бог секогаш праќаше своји вратеници да го спасат човештвото од моралното самоуништување. На следбениците на исламот, напракос на нивното пропаѓање, им доаѓа време кога се мокниот Бог ќе воздигне некого да им помогне на луѓето да го најдат вистинскиот пат, а тоа всушност ќе биде и препорот на исламот. Во времето кога постоело духовно пропаѓање кај било кој народ, Бог секогаш праќаше реформатори. Така што ова е Аллахово правило кое непрестајно се повторува во секое време. Спасот на човештвото зависи само од Божјата интервенција. Ако било кога имаше потреба од Месија за духовно водство, тогаш тоа е сега. يا من أحاط الخلق بالآلاء. Не само исламот беше религијата која зборуваше самата за себе, туку и останатите поголеми религии зборуваа самите за себе. И тие исто така беа во очекување на ветениот реформатор, како што беше предскажано во нивните книги. Евреите очекуваа дека Месија ќе го обнови јудаизмот. Христијаните тврдеа дека второто Исусово доаѓање ќе ги доведе до небесно царство. Муслиманите веруваа дека Месија и имамот Махди ќе ги здружат силите, како би го довеле исламот до конечно препородување и победа над сите останати религии. Хиндусите очекуваа доаѓање на Бог во облик на Кришна. Будистите очекуваа реинкарнација на Буда. Меѓутоа, сите овие очекувања сами по себе го наметнуваат прашањето: како Бог може истовремено да испрати различни реформатори во исто време, ако секој од нив, истиот Господ, го нарекува на свој начин? Како Бог може да го повикува човештвото на идеологии кои се спротивставуваат една со друга? Сите религии, вклучувајќи го исламот и христијанството, тврдат дека Божиот пратеник ќе дојде, било да се работи за Месија, Махди или Кришна. Но логично зборувајќи, ако Бог ги испрати сите тие луѓе истовремено, тогаш тоа ќе предизвика голем конфликт. Дали тие ќе донесат исти закони, иста порака? Меѓутоа, доколку нивните пораки не се исти, тогаш тоа ќе доведе до нереди, што значи дека може да се донесе само една порака. Кога и да се спомне второто доаѓање на некој Божји гласник, спомнат во верска терминологија, тоа секогаш значи дека друг човек наместо него ќе се појави со неговиот дух. Во случајот на Исус Христос, кога рече Илаја ќе дојде,
што е спомнато во Библијата, тој мислел на Јован Крстител, затоа што тој е оној кој што го исполни тоа пророштво, така што тоа е доаѓањето на оној кој е предскажан во друго лице, но со духот на истата личност. И тоа е она во што луѓето најчесто грешат, кога сакаат буквално остварување на предскажувањето, кое не се случило во минатото, нити ќе се случи во еднината. Тоа е она каде што најчесто луѓето грешат. Единствено одговор за ваквата ситуација е да се сложиме дека сите тие луѓе на кои се чекало да се појават во тоа време, биле всушност само една личност, личност со различни имиња и различни карактери, но исполнети во еден дух. Could fulfill all those prophecies in his person. Marhaba darul amane qadiyan. Случувањата кои пред 100 години се случиле во Кадијана, малото село во Индија, го даде одговорот на ова сложено прашање и посведочи за изразувањето на Божјата милост кон човештвото. Тоа беше настан, чија што судбина беше да го промени текот на историјата. Тука се појави единствениот духовен водач, посебно одбран од Бог, да го води човештвото, како ветениот реформатор, како месија на новото време. Неговото име е Хазрети Мирза Гулам Ахмед. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Му беше објавено дека тој ќе биде Божиот јунак во наметката на разните пратеници, сочинувајќи ги во неговата личност сите карактеристики на однесувањето и духовната моќ на сите реформатори, чие доаѓање беше претходно ветено. Тој објави дека Бог го избра исламот како универзална и конечна манифестација на неговата целина. Со ова, со одобрување и Божја наредба, Мирза Гулам Ахмед тврдеше дека тој е оној реформатор на кого му е судено да биде издигнат во исламот. Тој нема да донесе ништо ново, но ќе биде во потполна служба на пратеникот Мухамед, последниот кој беше пратен и го донесе законот. Хазрети Мухамед, неговото учење е конечно, и тоа е значењето на зборовите. Тоа значи дека во иднина нема да дојде нов закон, затоа што како ние утврдивме, неговото учење е совршено, така што ништо не може да се додаде на совршенството. Што значи пак дека тој е печат? Што значи пак дека неговото учење е совршено? Во иднина никој не може да дојде со нешто ново. Никој не може да дојде со нови тврдења. Хазрети Ахмед бил шампион во служба на исламот, донесувајќи вера и сила на сите муслимани, бранејќи го исламот од неговите непријатели. Уште од рано детство тој беше предан на потполно обожување на Бога, на медитацијата и на молитвите, и секогаш беше во служба на исламот. Тој многу го сакаше честниот пратеник и целото свое време го поминуваше бранејќи го исламот и бранејќи го светиот пророк, затоа што во тоа време имаше многу луѓе кои се обидуваа да кажат доста лоши работи за исламот и наметнаа лоша представа за него и честниот пратеник. Тој беше човек кој беше многу близу до семокниот. Го помина своето време во осаменост, каде сакаше да го проучи Куранот, хадисите и книгите кои ги напишаа разните ученици за честниот пратеник. Беше многу единствен, многу побожен, скромен, љубезен и многу грижлив. Таква беше неговата нарав. He was known to be very meek, very humble, very pious, very... Тој беше наречен шампион за исламот во тоа време. Тоа го сведочеа луѓето околу него. И беше признат од голем број на луѓе, вклучувајќи ги и оние луѓе кои не го прифаќаа и кои не веруваа во него, кога тврдеше дека тој е ветениот Месија. Тие луѓе кои го одбија беа истите оние луѓе кои претходно рекоа дека тој е шампион за исламот и дека тој е заштитник на исламот и дека тој е единствениот кој го подигнал гласот
за одбрана на сите негативни обвинувања кои се изнесени од страна на следбениците на другите религии. Тој беше големиот духовен син на честниот пратеник, што беше и главната причина за обнова и ренесанса на исламот. Во основа, неговиот карактер беше соткаен од љубов према честниот Куран и неговиот учител, честниот пратеник. Он се појави во 14 век по хиџрата, како што беше навестено со предскажувањата на честниот пратеник, кој што рече: тој ќе се појави на почетокот на 14 век. И тоа исто така има символично значење, затоа што е тој како одраз на светлоста на честниот пратеник. И ако речеме дека честниот пратеник е извор на светлоста, тогаш тој дојде како огледало, кој ќе го рефлектира ова светло. Полната светлина се покажа на почетокот на 14 век, така што тоа беше символична појава, баш така како што се појави на небото полна месечина во 14-та ноќ. Тоа е токму она што се случи. Тој дојде во 14 век, кога на муслиманите им требаа упатства, и тој го исполни предскажувањето, и дојде во време кога сите тие знаци се исполнија. Хазрети Ахмед го разјасни христијанското учење за Исусовото распетие. Бог му објави дека Исус не умре на крстот, туку дека го преживеал распетието, тоест дека ја надополнил својата мисија преку пренесување пораки на останатите изгубени племиња на куќата на Израел. По учењето на честниот Куран, ветениот Месија, основач на заедницата, ја направи оваа работа многу јасна, што всушност беше голема вест за луѓето. На многу луѓе им беше многу тешко да поверуваат, но кога им беа објаснети стиховите од Куранот, кои што им ги долови основачот на заедницата, прво што им стана јасно е тоа дека Исус Христос не умрел на крстот. Тој тоа го докажа со толку стихови од честниот Куран и го направи тоа многу јасно за секој, дека Исус без никакво сомневање беше ставен на крстот, како што историјата ни кажува дека тој бил распнат на крст. Стоел таму неколку часа или повеќе, но тој вистински не умрел на крстот. Скриптите јасно кажуваат дека тој не умрел на крстот. Јасно е напишано во Новиот Завет. Ако следите внимателно по Евангелието на Матеј, па и другите Евангелија, тој го преживеал распетието. Како следбеник на христијанството верував дека Бог го ставил својот син на крст. Но се запрашав, зошто таткото би го убил својот син, само за да искупи нечии туѓи гревови. Кога ги прочитав книгите на ветениот Месија, добив некое чувство на олеснување, затоа што дознав дека тој не умрел на крстот. Тој изнесе несоборливи докази, за да докаже дека Исус не умрел на крстот. Знаете, тој е симнат од крстот после само 3 часа поминати таму. Многу истражувања околу распетието покажуваат дека млад и силен човек, каков што бил Исус во тоа време, можел да преживее и неколку дена на крстот, зашто тој ден беше сабат, еврејски свет ден, и тој морал да биде симнат пред заоѓање на сонцето. Од медицинска гледна точка, тој не би можел да умре на крстот во рок од 3 до 4 часа, затоа што во тоа време евреите има обичај криминалците да ги држат на распнатиот крст и до неколку дена, најмалку од 24 до 48 часа, а како второ практикуваа нивните коски да ги скршат, затоа што на двајцата кратци кои биле распнати покрај Исус им биле скршени коските, но коските на Исус не биле скршени. Кога војник со копје му го пробол темето на Исус, оттаму крв и вода наеднаш му потекоа. Но кога дојдоа до Исус и видоа дека тој веќе е мртов, не му ги скршија нозете, туку еден од војниците со копје го прободе во темето и веднаш излезе крв и вода. Медицински е докажано дека ако лицето е мртво, неговата крв се згручува и не останува течна, па ако тој бил мртов, вода и крв не би протекле. Кога беше симнат, неговите нозе не биле скршени, како на оние двајца кои беа распнати со него. Потоа е однесен во пештера, каде го лекувал Никодим, кој бил лекар. Тој му ги обложил раните, кои му биле нанесени за време на распнувањето,
исто како и раните на главата кои му се нанесени од трње. А и Никодим, човекот кој првпат му приде ноки, дојде носејќи ролна од смирна и алоe за околу 100 либари. Исус всушност беше Божи пратеник, кој умрел исто како и останатите пратеници. Гледаме дека Куранот укажува на фактот дека Хазрети Иса всушност умрел како и сите останати луѓе. И овие стихови се многу јасни за личноста која ќе ги проучи. Постојат неколку стихови во кои Исус вели: "И мирот е во мене, оној ден кога сум роден, и оној ден кога ќе умрам, и оној ден кога повторно ќе оживеам." Значи тој вели: "Кога јас ќе умрам." Исто така во чесниот Куран постои и друг стих кој представува еден вид на диалог помеѓу Бог и Исус, во кој Аллах го прашува за неговиот народ после него, а Исус му одговара: "Јас бев сведок над нив додека бев меѓу нив, но кога умрев, не знаев ништо за нив." Тој го користи изразот кој значи: "Кога ти ме усмрти", така што тој умрел токму како и секој друг пратеник пред него. "И јас бев сведок над нив додека бев меѓу нив, но кога ти ме усмрти, само ти им беше наблюдувач. Ти си сведокот над сите работи." So he will die like any other prophet. Мирза Гулам Ахмед, нека е мирот со него, ја објави вистинитоста на своето доаѓање. Тој го надополни предскажувањето во врска со второто доаѓање на Иса. Тој исто така тврдеше дека во неговата личност се обистини второто Исусово доаѓање, објаснувајќи дека Исус е пратеник од Бог, кој умрел како и останатите пратеници. Објавено му е од Аллах дека Месијата, синот на Миријам, умре и дека тој дојде со неговите особини. Тој беше само еден обичен човек, кој од семокниот Бог е известен дека тој е ветениот Месија и имам Махди. И тогаш му било наредено да го објави тоа, дека тој е тоа лице за кое зборуваа предскажувањата на чесниот пратеник, дури и предскажувањата од Новиот Завет. Of how the Prophet Muhammad talked about the prophecies, even of the prophecies in New Testament scripture as well mentions this. Ова за волја на вистината беа зачудувачки тврдења. И она што го направи уште потврст е тоа што неговиот осамен глас, издигнат од мало непознато село, беззначаен како што се чинеше на големиот надворешен свет, но на вистина тој тоа го постигна. Некои одговорија на Ахмедовиот повик со потполна вера и посветеност. Меѓутоа, како што следбениците на заедницата се зголемуваа, исто така се зголемуваше отпорот кон него. За неверниците, Ахмедовите тврдења беа навредливи. Неговото осудување на нивните обичаи и иновации ги правеше бесни. Кога пораката на Ахмедијатот почна да се шири надалеку, нормално е тоа да предизвика реакции. И луѓето, и владите ширум светот реагираа на тоа. Посебно кога зборуваме за Пакистан, и каде стотина луѓе мораа да ги дарат своите животи, само затоа што го прифатија и ја пренесуваа оваа важна порака. Was a very strong opposition, and hundreds of people, they actually had to lay down their lives just for the cause of this great message that they are presenting. Ако ја проучувате историјата на пратениците, како пример го наведувам тогаш, кога Исус во синагогата изјави дека тој е Месијат, дека тој е ветениот, реакцијата беше многу негативна и насилна, и заради таа изјава тој беше осуден од својот град. Исто така тоа се случи и со честниот пратеник. Тој во тоа време беше признат како шампион во исламот. Луѓето многу го почитуваа од сите краеви на исламскиот свет. Дури го почитуваа и христијаните, затоа што тој ги разјасни нивните тврдења. Кога тој го изнесе своето тврдење, реакциите беа засновани на бес, неверување, одбивање и дури предизвикаа насилство. Многу оџи на високи позиции во тоа време и нивните следбеници станаа бесни, нарекувајќи го лажго, еретик, отпадник од верата и други погрдни имиња кои ги најдоа. Ова беше доста сурова реакција. Kufr, whatever you want words to use, this is what the reaction was, and it was very severe.
ये दुआ ही तो थी जिसने तोड़ा था सर Причината за таа реакција беше нешто што беше во потполна спротивставеност со нивното размислување. Зошто ако луѓето верува во одредена идеја од генерација на генерација, и ако прито им кажано дека не се во право, затоа што очекувале некој друг вид на Месија и некој друг вид Мехди да дојде, но кога одеднаш основачот на Ахмедиската заедница рече: Исус умре со природна смрт, додека тие веруваат дека тој живее на небото и дека ќе се симне на земјата, така што тие чекаат таков човек кој ќе дојде од небото на земјата. Заради оваа закана за традицијата на нивните прадедовци, многу дигнаа буна на непријателства каква ретко беше видена во историјата на човештвото. Првата реакција беше одбивање, и тоа е нормално затоа што знаеме од историјата дека секој пратеник имал исто искуство кога вистински пратеник ќе дојде на светот и ќе тврди дека е од Бог, и ќе тврди дека донесува некоја порака од Бог. Првата реакција е секогаш одбивање. Неколку луѓе го прифаќаат тој пратеник, но повеќето го одбиваат. И тука нема ништо изненадувачко, затоа што прогонствата за повеќето беа патишта за оние кои доаѓаат од Бога. Погледнете ги овие три религии. Постои ли еден пратеник кој не е прогонуван, на кој не му се спротивставувале? Честниот Куран сведочи за овој факт, дека секој пратеник кој доаѓа од Бога мора да се соочи со отпор и прогонство. А и историјата на сите пратеници ни е предочена. Иста работа се случувало на ветениот Месија, основачот на заедницата. Кога го изнесе своето тврдење, нешто силно и необично му се случи. Дека тие луѓе, кои пред тоа го обожуваа, тие кои му беа пријатели, оние кои го подражуваа, па и оние кои го гледаа како човек кој ќе им помогне во овие тешки времиња, токму тие му го свртеа гработ. Тоа всушност беше предскажување на честниот пратеник дека тогаш ќе се појави ветениот Месија, дека улемат од тоа време ќе биде неговиот најголем противник. Прогонувањата се составен дел на секоја вистинска заедница. Мислам, ако ја проучувате историјата на религиите, сите вистински Божји пратеници се прогонувани, следбениците се прогонувани до таа мера што нивните домови се уништени. To the point where their homes were destroyed. Неговите следбеници беа осудени на разни прогонства. To the point where their homes were destroyed. Неговите следбеници беа осудени на разни прогонства. Беа лишени од основните религиски слободи и основните човекови права. Во месецот на Рамазан, имамот во една од нашите џамии, кој и сам го прифати Ахмадијатот, после детално проучување, беше убеден во вистинитоста на Ахмадијатот, така што оджите дојдоа и се обидоа да извршат притисок врз него да го напушти. А тој рече: ако вашето тврдење има било каква логика по основ на Куранот и хадисата, изнесете ми ја и кажете ја. И ако успеете да ме убедите, јас секогаш ќе бидам спремен да го напуштам Ахмадијатот, затоа што и јас покрај се ја барам вистината, така што ја најдов овде и ја прифатив. И наспрема предскажувањата на честниот пратеник на Исламот, Месијата и Махди, дојде така што го прифатив. Ако по основ на Куранот и хадисата докажете дека ова е погрешно, јас секогаш ќе бидам спремен да отстапам од тоа. Но тие нема никакви докази. Не беа спремни да дискутираат на основ на Куранот и хадисата, тие ги имаа оджите и медресите на нивна страна, а дојдоа со мотки и палки, така што едноставно го удираа и убија на лице место.
Дури во одредени земји беа донесени закони за да им ја укинат слободата и да ги изложат на сурови казни и прогонства заради практицирање и исповест на нивната вера. Practicing their faith. Живеев во Пакистан некое време и ја видов и почувствував таа напнатост и не бев во можност да ја исповедам својата вера како Ахмади муслиман. Не смеев дури ни да речам Асаламу алекум. Знаете, ова е дел од прогонството и тоа е погрешно. Не мислам дека било кој треба да биде прогонуван заради својата вера. Like this, but it's there. It is part and parcel of the true claimant. Знак за вистинитоста на таа личност е тоа што и покрај овие одбивања и прогонувања и напракос на обидите на луѓето да го запрат ширењето на таа порака, секој вистински пратеник има помош од Господ и Бог лично ќе се погрижи неговата порака да се прошири во светот. God, and God Himself makes sure that His message will be spread in the world. Сепак, овој силен отпор не успева да го запре напредокот на Ахмадијатот и дури денес расте побрзо од било кога пред тоа. Секој отпор, секој непријателство правеше заедницата да биде се поголема и да расте незиниот дух и побожност. Every opposition, every hostility left the community bigger in size and greater in spirit and spirituality. И покрај сите напори да се запре ширењето на пораката, гледаме дека заедницата и понатаму се шири. Неговата порака стигна до сите краишта на земјата, како што и сам предскажуваше спрема објавата која ја даде. Гледаме дека неговата порака се шири, како прогонствата се зголемуваат, така таа се шири. Колку поголеми се неговите прогонства, толку неговата порака се побрзо се ширеше. И гледаме дека помошта од Аллах доаѓа од неговите следбеници. Message spreads, and the more we find that the help of Allah is coming to His followers. Сите напори на непријателските фанатици, било тоа да се поединци, групи или влади, скроз пропаѓаа за да го изближат Ахмадијатот од лицето на земјата. Наспрема тоа, Бог стоеше над својот слуга, Хазрети Мирза Гулам Ахмед, и ги исполни сите негови ветувања. И како што беше предскажано, во далечната 1898 година, ја пренесе пораката до сите делови на земјата. Caused his message to reach the corners of the earth. Денес Ахмедијската заедница е распространета во преку 182 земји во светот и незиниот број се постепено се зголемува, со цел да го обедини светот со пораката. Љубов секому, омрза никому. Тоа покажува дека пораката не може лесно да се шири. Тешкотиите и тешките времења од секогаш беа тука, не само за време на неговиот живот, туку и за време на халифатот. Секогаш имаше многу искушенија, отпор, многу слогани, многу резолуции. Се тоа се случуваше. Тешки времења сигурно постоеја и сега постојат и ќе постојат и во иднина, но тоа не значи дека пораката некогаш ќе се запре. Definitely was there and are there and they will be there, but that means that that doesn't mean that the message is going to be stopped ever. Во склад со упатствата на семокниот Бог, Мирза Гулам Ахмед воспостави Ахмедијска муслиманска заедница, да го обнови исламот и да воспостави Божјо единство во светот. Неговата мисија беше да го представи исламот во првобитната негова форма, така што ќе го врати истото учење за кое не подучуваше честниот пратеник Мухамед. Првата работа е дека тој не донесе ништо ново. Со тоа мислеше: јас не носам ништо ново. Неговата мисија едноставно беше да го оживее исламот со вистинската порака за него. Тој понуди јасна представа за исламската мудрост и филозофија, моралот и духовност, како наложува самиот чесен Куран и пракса на честниот пратеник. И истиот ислам кој учи на толеранција и разбирање меѓу следбениците на различните религии.
Тој формираше братство не преку крвопролевање и насилство, туку преку вистинска вера и потполна преданост на Божјата волја. Understanding among followers of various faiths. He would form brotherhood, not through bloodshed and coercion, but through devout faith and absolute submission to the will of God. Ахмадија заедницата тврди дека е таа која го следи вистинското учење за исламот. Се разбира и сите останати заедници го тврдат тоа. И секоја заедница во исламот ќе рече: ние сме вистинските муслимани. Доста интересно е да се знае дека на чесниот пратеник му беше поставено важно прашање. Ако е предскажано дека евреите и христијаните ќе бидат поделени, дали и муслиманите ќе се поделат? When he made the prophecy that Jewish people, the Тој Christian одговори people, they дека were divided. муслиманите ќе се поделат во 73 заедници и 72 од нив ќе бидат погрешни, а само една ќе биде на вистинскиот пат. И спомна дека таа една заедница ќе ги одведе луѓето во рајот. Сите тие ќе одат во пеколот, освен една заедница. The one on the right path would be the people going to paradise. كلهم في النار إلا واحدة. Еден од асхабите му го постави ова прашање: Аллахов пратениче, како да ја препознаеме таа заедница помеѓу твоите следбеници која ќе влезе во рајот? Ако сакате да дознаете кои се членови на таа заедница и кои се тие луѓе, тогаш ќе ви дадам еден завет, а тоа е дека тие ќе го следат мојот пат и моите асхаби. Тоа значи дека тие ќе ги прават сите добри работи кои јас ги правев и кои ги правеа моите следбеници. The members of that organized community, and who are those people? Then I tell you one criterion, and that is that they would be following my path and the path of my followers. Ситуацијата, обкружувањето и состојбата во која ме гледате мене и моите следбеници денеска, тие ќе бидат во иста состојба, во исто обкружување и ќе се соочат со истите ситуации. Сега се присетуваме на тоа со какви ситуации морал да се соочи Мухамед. На придружниците на чесниот пратеник не им било дозволено да ги изговорат зборовите: нема Господ освен Аллах и Мухамед е неговиот пратеник. Ова е првиот столб на исламот, така што овие луѓе беа прогонувани поради тоа, мачени заради тоа, и цела историја ни покажува на каков начин се постапувало спрема нив. На муслиманите не им беше дозволено да тврдат дека се муслимани, нарекувани се со други имиња, како Саби, оној кој ја напушта верата на прародителите. Не им било дозволено своите џамии да ги нарекуваат џамии. Не им било дозволено да го учат езан. Нивните куки биле палени и точно во исти, сосем слични околности и ситуации со кои денес е соочена Ахмадија, муслиманската заедница во светот. На Ахмади муслиманите не им било забрането да се нарекуваат муслимани. Ако еден Ахмади тврди дека е муслиман, тогаш го праќале во затвор. Не им е дозволено своите места кои ги обожуваат да ги нарекуваат џамии. И ако тоа го направат, тогаш биле казнувани. Не им е дозволено да ги изговараат молитвите. И на Ахмади муслиманите не им е дозволено да кажат аселаму алекум. Нивните куки се запалуваат. Нивните бизнеси се уништуваат. They are not allowed to name their worshipping place to a mosque. If anybody does that, then he is punished. They are not allowed to say kalima, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. And Ahmadi are not allowed to say Assalamu alaikum. Начинот на кој Мухамед и неговите придружници биле прогонувани, истата историја се повторува. Толку слично, што еден од водечките политичари во Пакистан во државниот суд во една прилика рече: сега ние на Ахмадија заедницата и го правиме истото што неверниците му го правеа на Мухамед и неговите следбеници. Така што тие сами ја изрекоа вистината, а таа вистина излезе на виделина. The truth. The cat is out of the bag, as they say. Сите 72 заедници едногласно одлучија дека Ахмади заедницата не се муслимани. Хазрети Мухамед рече дека сите 72 заедници ќе бидат на една страна, а само една ќе биде на другата страна. И таа една ќе биде онаа која ќе влезе во рајот. Will be paradise bound.
Растот и непрекинатоста на Ахмад и муслиманската заедница е благословена преку оживување на институциите на халифатот во исламот. Халифата е духовниот водач, духовен водач на светски раширената заедница и секоја негова наредба е следена од страна на неговите следбеници. Од тука, Ахмад и муслиманите, од сите сфери на животот, остануваат единствени под водство на еден лидер. Институцијата на халифатот може да се опише како систем на духовно водство во исламот, што е една од важните работи што мора да се свати. После тестаментот, честниот пратеник даде предскажување дека системот на халифатот ќе биде воспоставен по неговата смрт и ќе трае 30 години после неговата смрт. И тоа е точно она што се случи. Потоа спомна дека ќе дојде време во секашноста, кога оваа институција повторно ќе се воспостави. И тоа најверојатно ќе биде после појавата на оној кој е ветен да дојде. Реформаторот на времето, ветениот Месија и имамот Махди, и после неговата смрт, по негово упатство, повторно ќе биде воспоставен системот на халифатот. Khilafat will be established. Не постоеше пратеништво кое не го следеше серија на успеси. Заради тоа Ахмадиската заедница стана една од поорганизираните, најобразованите, најдисциплинираните муслимански заедници. И запаметете дека само една група ќе биде онаа вистинската и добро организирана. И затоа сведочи стихот во Сун Ан-Нур, каде се мокниот Аллах рече дека најисправните луѓе ќе бидат почестени со халифатот. And by that he was referring, obviously, to that verse of the Holy Quran in Surah Nur, where Allah Almighty has mentioned that the righteous people will be blessed with the institution of Khilafat. Благословот на халифатот е нешто многу важно за продолжувањето на вистинскиот ислам во светот, затоа што ништо без поглаварот не може да се продолжи, не може да се преживее, и халифатот е глава на исламското тело, така што без него исламот не може да се преживее. Тоа е благослов. Ако го погледнете остатокот од исламскиот свет, тоа не можете да го побиете. Ние сме единствената заедница која е обединета позади еден духовен водач, кој е познат како Халифатул Масих. Ова е големо чудо и е чудо, затоа што сите тие луѓе ширум светот, кога халифот нешто ќе спомене или каже, тие слушаат со внимателност и му се покоруваат. Тоа нема да го најдете нигде во светот, во ниту една исламска заедница. Labbaik Sayyidi, labbaik ya imamana. Како што гледаме со милоста Аллахова, Ахмадија заедницата е единствената од сите исламски заедници која ја има оваа институција на халифатот, каде под водство на халифот целата заедница напредува. All the communities progressing. Божјата милост и благослов спрема оваа заедница се сведоци за напредокот и успехот на джематот во последните 100 години. Во зборот инсан, некои од коментаторите напишаа дека овој збор значи унсан, што во превод значи две љубови. Првата спрема Створителот и втората спрема неговите створенија. Религијата има два аспекта: љубов спрема Створителот и љубов спрема створенијата. So religion has got two aspects. Love for the Creator and the love for His creation. Ќе ви дадам пример. Се сеќавам еднаш во Даблин Ирск. Нашиот слоган е љубов секому, омраза никому. Еден евреин ортодокс ми прииде и ме праша: дали вие навистина верувате во овој слоган? Јас му одговорив: да. Тогаш тој рече: јас сум евреин, а ти муслиман.
Како тогаш можеш да ме сакаш? Тогаш јас му реков дека ние сме заедница која не мрази никој, што и е учење на Куранот. Заедницата поседува развиени школи, распространети во многу држави ширум светот, од Сиера Леоне во Африка, па се до островите Фиджи на Јужниот Пацифик. Во сферата на хуманоста Ахмадија заедницата е водечка. Глобално, вториот знак на вистинитоста на заедницата е служењето на човештвото. Of the community being the true community is a service to humanity. Учењето на Исламот требаше да им служи на останатите луѓе во времењата на потреби, како што тоа нашата заедница од секогаш го прави. Со децении, заедницата отвораше многу болници и клиники, кои даваат бесплатна помош на оние на кои им е потребна. Изградивме болници, клиники, отворивме многу школи, коледжи во Африка и ширум светот. Нешто допринесовме. Така што тоа е наша должност и таа треба да биде во нашата природа. Тоа не е нешто што треба да ни создава потешкотија. Во времењата на природните катастрофи, заедницата од секогаш брзо реагираше, за да испорача помош на жртвите од големиот земјотрес во Кирби, па се до големиот разорен земјотрес во Северен Пакистан. Во неодамнешни времења на цунами, во Кашмир, каде и лично присуствував, Кашмир беше впечатлив единствен затоа што и во таа земја не прогонуваат. Ги прогонуваат Ахмади муслиманите, а ние сепак реагиравме таму со љубов, пожртвуваност и грижа, што е просто неверојатно. Добро е познат фактот што во време на најголемите катастрофи, Ахмади заедницата од секогаш била во првите редови да испорача помош. Што се однесува до Humanity First, причината поради која е основана оваа гранка е да се служи на човештвото. Затоа и се вика Humanity First. Оваа организација е навистина единствена, затоа што сите приходи кои се собираат се во цел на служење на други луѓе. Меѓу милионите Ахмади муслимани, една личност имаше големо влијание врз светските настани и е препознаена од интернационалната заедница за своите извонредни успеси кон служење на човештвото. Ние денес имаме можност да дискутираме со уважениот азијски дипломат Мухамед Зафрулах Хан од Пакистан, кој е председател на Обединетите нации. Господинот Мухамед Зафрулах Хан беше првиот министер за надворешни работи во Пакистан, како што беше и председател на Обединетите нации, председател на Меѓународниот суд во Хаг. Него го избра Кади Азмот, основачот на Пакистан, да ја представува муслиманската лига и муслиманите во трибуналот кои одлучиле за поделба на Пенџаб. Кади Азмот беше толку задоволен со тоа и покрај тоа што немаше собствено биро, го замоли да ја води пакистанската делегација во Обединетите нации. Тој ја воспостави мапата на Пакистан на светската карта, како што налагаше извештајот од Калкута. Map of Pakistan on the world mapless. That was what the statesman of Calcutta said. Уште еден сличен Ахмади муслиман беше професор доктор Абдус Салам. Тој беше еден од водечките истражувачи во својата област и ја доби Нобеловата награда за физика во 1979 година. Го основаше еден од најпознатите светски центри на физичката теорија во Трст, Италија, кој е именуван по неговото име. Двајцата, доктор Абдус Салам и господин Зафрулак Хан, беа предани, почитувани Ахмади муслимани и високо ценети ученици на исламот. Повеќето објави кои ги прими ветениот Месија се обистинија. Една од нив е: Јас ќе ја пренесам твојата порака до сите краишта на светот. Таа објава се однесува на оживување на исламот во светот од страна на ветениот Месија, како што доследно се исполни со напредокот на Ахмадијската заедница.
ये फोन Но во 1994 година, исполнувањето на оваа објава доби неочекувано забрзување со основањето на муслиманската телевизија Ахмадија. गज़ाफ से Ова е сопствена сателитска телевизија на Ахмадијската муслиманска заедница, чија што задача е да го прошири Божјото единство ширум светот. Ние имаме интернационална муслиманска телевизија, MTA, преку која се шири пораката